9 часот и 30 минути, еве не повторно со радост ви посакувам добро утро и ви најавувам дека пред нас е уште едно урбано одружење со кое ќе ве прошетаме низ многу совети и идеи за уредување на вашиот простор. Се надевам дека ќе ја погодиме темата која ве интересира и ќе ги погодиме советите кои ви се токму сега потребни затоа што пролета е идеално време за обновување и разубавување на вашиот животен простор пред се. На кои теми зборуваме денес и во овој квадрат ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат ви помагаме да одберете идеална софа за вашиот дом, како да го осветлите домот и како да одберете соодветен под. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Денес ќе започнеме од просторијата која најмногу ја користиме во текот на денот, собата за дневен престој. И тоа од нејзиниот централен елемент, која ги диктира сите останати елементи, целиот останат мебел и распоредот на целата просторија. Одбираме софа, односно ви помагаме да одберете според бојата, според димензиите и така натаму и сите главни карактеристики кои ќе ви помогнат да направите идеален избор соодветен за вас и вашиот животен стил. Уживајте во нашто следува. Купувањето нова софа не е многу едноставен потфат, бидејќи изборот е навистина голем. Покрај тоа, таа е основен мебел во дневната соба, па затоа добрата подготовка и информација се многу пожелни. Без разлика дали станува збор за двосет, тросет или аголна софа, таа е основниот елемент на секоја дневна соба и нејзиниот центар. Покрај тоа, софата има големо влијание врз атмосферата и дневната соба. Затоа важно е добро да се подготвите при изборот. Но пред се, важно е да знаете дека ова е парче мебел во кое навистина вреди да се инвестира, токму поради неговата честа употреба како и неговата естетска улога. Во продолжение, ви донесуваме неколку златни совети кои ќе ви помогнат да изберете идеален модел, кој совршено ќе се вклопи во вашата дневна соба, но и во вашиот животен стил. За почеток, идеални димензии на софата. Кога ќе поминете покрај сите тие различни софи и аголни гарнитури во продавницата, тие изгледаат помали отколку кога ќе ги ставите во вашата дневна соба. Затоа е добро да ги измерите димензиите на просторијата и да ја процените максималната широчина и должина. Волуменот исто така игра голема улога. Големите перници, длабочината на седиштето и акцентираните огради навистина не се за мали дневни соби, бидејќи ќе ги преполнат. Затоа водете се од вашите димензии, но и од дизајнот во однос на големината на просторијата. Сепак, добро е кога ќе ја видите идеалната софа или гарнитура да се вратите дома и да означите на подот оној дел колку што ќе зафаќа простор. Тогаш ќе добиете подобра представа дали софата функционира во просторот. За голем простор се препорачува да купите голема софа или аголна гарнитура, но можни се и две софи, комбинација од двосет и тросет. Следни се бојата и видот на материјалот. Исто така, софата ја избирате според вашиот животен стил. Колку време поминувате во дневната соба? Дали често примате гости? Колку членови има домаќинството? Дали имате деца? Бидејќи ако има повеќе членови во домот или ако имате деца или домашни миленици, постои голема можност тие да бидат изложени на абење и дамки. Изберете помалку чувствителни бои, ткаенини и прашајте за материјали кои не абсорбираат течности. Кожата е секако најотпорна, проследена од кадифето и неговите имитации. Исто така добро е да размислите за навлаки што може да се отстранат од софата и да се перат во машина за перење. Следна, но не помалку важна е удобноста на гарнитурата. Важно е да размислите за вашите желби при дефинирање на вашите потреби. Ако сакате вашата софа или аголна гарнитура да биде удобна, бидејќи сакате да се спуштите на неа додека ја читате вашата омилена книга или гледате серија, тогаш удобноста е приоритетот. Во тој случај изберете подлабока софа со меки перници. Секогаш е добро да пробате парчиња што ви се допаѓаат и одговараат на вашите потреби. Само кога ќе седнете во неа, најдобро можете да процените дали е за вас и вашето домаќинство. Исто така, ако понекогаш сакате целосно да се истегнете на софата, важно е да изберете софа со потребната должина. Во овој случај, аголна софа е добра опција. И за крај, бојата. Шарена софа и интензивна боја е навистина привлечна за око и ја прави дневната соба исто таква.
но може брзо да стане здодевна, затоа дефинитивно имајте го тоа на ум. Ако изберете модел со отстранливи навлаки, тогаш тоа нема да биде проблем, бидејќи често овие продавници нудат и дополнителни навлаки и можете да ги дадете и на шиење. Ако софата што ви се допаѓа нема ваква опција, попогодно е да изберете софа во неутрална боја, а потоа да си играте со шарени перничиња или кебиња. Правилниот избор на софа во вашата соба ќе направи голема разлика и ќе направи да имате удобна и елегантна дневна соба, меѓутоа оно што ќе ја одреди атмосферата таму, без размислување, е осветлувањето. Како да направите вистински избор на осветлување за вашиот простор, зависно од тоа за која намена е тој, ви откриваме ние во прилогот кој следува во продолжение. Внимателно слушајте, навистина има што да се научи. При изборот и купувањето на лед осветлување, покрај обликот, јачината, видот и намената на светилките, важно е да се обрне внимание и на температурата на бојата на светлината која ја емитуваат. Правилно избрана температура на боја на светлината во согласност со потребите на просторијата, што се осветлува, директно влијае на впечатокот на просторот, неговата функционалност, но и визуелната удобност на луѓето и нивната продуктивност. Затоа е важно да се знае која е температурата на бојата на светлината, како се означува температурата и кои се препораките и стандардите во врска со изборот. Која е температурата на боја за светлина и како се изразува. Всушност ја представува бојата на емитираната светлина од одреден извор на светлина. Температурата на бојата се одредува со загревање на апсолутно црно тело, термин за физиката познат како тело без рефлектирачки светла. До одредена температура и загреаното тело ја добива соодветната боја на одредени температури. Така, на пониски температури загреаното тело е темно црвено, а со секое зголемување на температурата бледе и добива се повеќе сини елементи во спектарот. Температурата на бојата на светлината е изразена во келвини и најчесто ќе ја најдете на пакувањето на самите светилки или во спецификациите на целиот светилник. Основната класификација на температурата на бојата на лед светилките, за разлика од класичното блескаво осветлување кое првенствено дава топла светлина, кога станува збор за лед изворите, бојата на светлината варира од топла до студена. Бојата на светлината кај лед светилките најчесто се движи од 2700 келвина до 6500. Сите бои до 3500 келвина се сметаат за топло бели. Боите од 3500 до 5500 се сметаат за неутрални, додека боите над 5500 келвина се сметаат за студени. Изборот на температура на боја на светлината не треба да зависи само од личните преференции, туку и од потребите на просторот што се осветлува. Без разлика дали светлината е студена или топла, таа може подеднакво да влијае на перформансите кога станува збор за осветлување на канцелариски или индустријски простор, или за заслужениот одмор и удобност, што е исклучително важно во осветлувањето на домот или угостителството. Затоа е важно да се избере осветлување со точна температура на бојата за соодветна намена. Еве неколку совети за тоа која температура на бојата на светлината може да биде соодветна за употреба на лед светилки во зависност од просторот за кој се наменети. Топлите бели бои најчесто се користат за осветлување на домот. Тие емитуваат пријатна топла светлина блиска до традиционалните жарчиња, па затоа се особено погодни за дневната соба или спалната. Неутралните бои се препорачуваат за деловни и производствени простори, училници, болници, насекаде каде што визуелната перцепција на просторот и процесите во него е важна. И студените бели бои се погодни за читање и работа што бара поголема концентрација и зголемена будност. Може да се користа за деловни простори, сали за состаноци, изложбени салони. Во зависност од бојата на светлината која ја емитираат лед светлата во одреден простор, може да се создадат различни ефекти и може да се влијае на одредено расположение или атмосфера. Секоја боја на светлина има специфична бранова должина што има специфичен ефект врз луѓето. Како резултат на тоа, правилното осветлување може да им понуди на поединците голем број придобивки. Во работните простори каде што не е достапна природна светлина, се покажа дека светлината што е повисоко во синиот спектар ја зголемуваат будноста на вработените. Топлите и средните тонови кои се повисоки во жолтиот спектар најчесто се користат за создавање интимни, пријатни и релаксирачки простории.
Се покажа дека црвената светлина ја подобрува меморијата и го олеснува гледањето детали. Дали температурата на бојата на светлината влијае врз луѓето? Студиите за ефектот на температурата на бојата за светлина врз луѓето досега се фокусираат главно на ефектот на бојата на светлината врз менталната активност, централниот нервен систем и будноста на луѓето. Голем процент од овие студии докажаа дека повисоките температури на бојата имаат поповолен ефект врз функциите на мозокот и нервите на луѓето. Се верува дека и парасимпатичкиот и симпатичкиот нервен систем се засилени во услови кога светилките емитуваат повисока температура на бојата. Забележано е дека луѓето се поспани кога се изложени на осветлување со пониска температура на бојата. Биолошкиот ритам регулира бројни невролошки процеси во мозокот и на тој начин ги контролира и координира денот, ноќта и другите функции на сите најважни органи. Повторувањето на шемите на дневните активности е многу важна за биолошкиот ритам, а за да се чувствува човекот добро, потребно е овој ритам да биде стабилен. Ова се постигнува со редовно изложување на дневна светлина, особено утринска светлина по будењето. Вештачкото осветлување со несоодветна температура на бојата во просторот за одредена намена може да го наруши природниот биолошки систем, како и да предизвика нарушување на спиењето со потиснување на производството на мелатонин. Премногу сина светлина ноќе е причина зошто многу луѓе не спијат доволно, а премногу сон може да го зголеми ризикот од депресија, дијабетес и кардиоваскуларни проблеми. Покрај тоа, продолжената изложеност на сина светлина може да предизвика оштетување на мрежицата. Од друга страна, вештачкото осветлување кое емитира широкоспектарна сончева светлина го поддржува природниот биолошки ритам и може да придонесе за благосостојбата на луѓето и нивната подобрена продуктивност. А сигурно се прашувате и како бојата на светлината влијае на естетското искуство. Покрај позитивните ефекти на LED светилките врз здравјето и однесувањето на луѓето, температурата на бојата на светлината има и естетски ефект. Ако емитираната светлина е премногу жолта или сина, таа ќе им даде жолтеникаво кафена или сина нијанса на објектите што се осветлуваат, како резултат на што боите нема да бидат јасни. Таквото осветлување со превисока или екстремно ниска температура на бојата го прави просторот несоодветен за фотографирање, снимање филмови или уметнички инсталации. Затоа, внимателно одберете осветлување за вашиот дом, канцеларии или угостителски објекти. Иако пролетта ни дава енергија за големи промени во домот, тогаш тоа би требало да бидат подовите. Затоа последните минути од овој денешен квадрат ги одвоивме за нашите стручни соработници од Quick Step и тие ни помагаат во избор на вистински под за вашиот дом. Уживете во нас, што следува. Една од најчестите, ако не најчеста опција кога избираме под, се ламинатните подови. И сигурно постои причина зошто е тоа така. Па затоа ги консултиравме и нашите стручни соработници од Quick Step. Зошто ламинатен под? Кои се предностите во однос на другите подови? Одговорите ги имаат нашите стручни соработници од Quick Step во продолжение. Прво да ви се заблагодарам за емисијата, за поканата. Се работи за ламинатни подови по потекло од Белгија, брендот е Quick Step. Светски и доста познат бренд, го има буквално насекаде и важи за еден од најдобрите. Зошто ламинатни подови? Не секогаш ламинатни подови, доколку тие не го поседуваат квалитетот што е потребен да го поседуваат за да го користиме. Имаме многу производители на пазарот, како што знаете, може да се најдат многу видови на ламинатни подови, кои сите меѓу себе се разликуваат едни од други. Најголемата разлика во тоа што се разликуваат не е бојата, како што многу луѓе бараат и купуваат само поради бојата или колоритот, него заради квалитетот се купува. Сепак ова е производ што треба да не трае минимум 10 години по дома. Повеќе е затоа ние имаме производ од оваа белгиска фирма Quick Step, која дава гаранција на подовите 25 години, што е голема реткост и на некој начин тоа е еден од најголемите репери за квалитетот. Не толку цената, колку што е гаранцијата. Гаранцијата се состои во тоа дека тој производ
ќе биде 25 години во вашиот дом, нема да се оштети, нема да се излиже, нема да ја промени бојата, едноставно ништо нема да му се случи, нормално со правилно одржување. Правилно одржување значи користење на средства кои се за дрвени подови, не абразивни средства, како киселини до место со она што се користи за плочки, значи тоа домакинките си знаат, и никакво посебно друго одржување. Значи, ќе обратиме внимание на тоа одржување во некоја од следните емисии. Сега за сега само што ќе кажам дека гаранцијата од 25 години покрива буквално све, само нормално, не физичко оштетување. А кога се наоѓаме во ситуација да направиме избор, гледаме многу модели, различни бои, различни дизајни, па се прашуваме како да го одбереме вистинскиот ламинат за нас. Нашите стручни соработници од Quickstep во продолжение ќе ни помогнат во ова. За да се одбере ламинатен под кој ќе биде во нашиот дом повеќе години, треба тука внимателно да се разгледаат, односно малце и да се проучат. Сега веќе имаме све на веб сајтови сите тие работи, производителите, тие се многу битни, и да се разгледа веб сајтот на производителот што го продава ламинатниот под. Препораката е многу важна од пријател што купил, и да се даде акцент значи на квалитетот. Не толку на бојата и дизајнот, прво квалитетот, па понатаму нормално дека и таа е многу важна. Значи тој модел на ламинатен под да се уклопи во таа целина, односно во амбиентот. Затоа ние имаме преку 300 видови на колорити, различни колорити, кои се спакувани во 7 различни колекции. Секоја од тие колекција има посебни и различни облици, модели, видови на, да кажам, даската, на спојот, на горната структура. Некои се повеќе релјефни, некои помалку релјефни, некои се со подлабок спој, некои се со рамна конекција. Сега околу бојата нормално има посветли, има потемни тонови, има средни тонови, кои обично ги бираат или самите луѓе, собствениците, или со помош на архитекти. Почесто се бираат со помош на архитекти, за да тоа би се уклопило добро во целиот амбиент, односно во проектот на архитектот, како една целина во целосниот амбиент, да испадне све убаво на крајот. Ние сега, може би, уште една моја препорака за што се однесува на вниманието на бирањето, секогаш да не биде реперот прво цената, како еден мој совет према купувачите, туку да биде квалитетот. Квалитетот е најважниот, затоа што доколку еден добар под кој ќе биде убав во вашиот дом, ќе го краси, а нема да го гнаси амбиентот, ќе ве трае многу години и никогаш нема да ви досади. Едноставно ќе бидете и самите одушевени, и вашите гости, роднини, пријатели што ви доаѓаат по дома од самиот под, што тоа нас ни носи позитивна реклама, една од најдобрите реклами може да се каже, кој задоволен корисник препорачува, и тоа и нашата стратегија на работа, значи да бидат корисниците задоволни. Ако ќе бидат задоволни и математички ако израчунаат дека може би на старт платиле малце поскапо, меѓутоа со на користењето кога нема да го менуваат подот на секои 3 години, дека ствари потрошиле помалце пари отколку да прават екзибиции на секои 3 години, затоа што реновирањето е скап процес, не е воопшто ефтин процес, а и мачен процес. Да. Ако почнете да реновирате под, ќе почнете да реновирате и врати, и кречења, и ѕидови, и некои парчиња мебел можеби, така да ќе ве чини многу повеќе отколку да купите еден квалитетен под. Ако сакате да смените парче на мебел, тоа многу полесно ќе го направите, не менувајќи го подот. Изборот е секогаш индивидуален, но не е на одмет да ги проследиме трендовите. Прашавме кои се тренди бои и дизајни во оваа сезона. Одговорот го имаат во Quickstep во продолжение. Постојат бои и постојат дизајни. Сега доста влегува, да кажам, во мода, оние малку се враќа наназад модата,
рибина коска и шеврон варијанта. Значи, ако после ќе ги покажеме на камера кои се тие, значи, отприлика знаеме за што сте работи, архитектите работат, ги разбираат тие и доаѓаат луѓе што директно да ти бараат дали имате шеврон, дали имате рибина коска. Значи тоа се доста актуелни сега како модели, а што се однесува до боите, тоа е индивидуално. Ние овдека кога доаѓаат клиентите никогаш не да не даваме совети за боите, него тоа го оставаме на самите клиенти да одлучат или архитектот да го одлучи тоа, затоа што сепак тоа е негов проект и он знае како на која боја најдобро ќе се вклопи во тој проект. Доста се актуелни светлите бои, дури белата боја, многу често се бара бел ламинатен под, што може би малце е чудно, меѓутоа стварно навистина изгледа многу добро. Инаку темните бои даваат поголема луксузност на самиот простор, значи така повише го исполнуваат просторот и бараат и поубав и можеби некој, да кажам, убав класичен мебел или пак модернистички, подржуваат едно и друго. Меѓутоа, за да ставиме темен под, треба да имаме, така да кажам, посветла просторија која ќе даде една контраст и која ќе го истакне самиот под. Нормално, значи, одговара бојата која нема да се преточи во боите на зидовите, во боите на мебелот, значи треба да се направи една контраст, сега убаво иде и бела лајсна, белата лајсна исто така го истакнува подот. Значи, кај нас имаме ние и лајсни во сите, и покрај тоа што имаме толку многу бои, во сите бои лајсните си одат под секоја по шифра, така да не се нагаѓа бојата да биде слична, ами точно се знае према секој декор да се добие истата шифра, односно истата боја на самата лајсна. Сега некои одлучуваат во своите проекти да стават лајсна која ќе ја прати бојата на подот, а некои сакаат и бели лајсни. Затоа тип имаме и бели повисоки лајсни, па малце пористикални во горниот дел изработката, некои се помалку рустикални. Тие ги викаме paintable, затоа што може да се фарбаат. Например, ако е лајсната бела и се офарба, не офарба, туку се испрелја во некој содреден период, можеме слободно со поликолор како зид да искречиме лајсната и ќе се дојде повторно бела, убава, чиста. Менувајте ги подовите, менувајте го мебелот, распоредот на елементите во домот и се во насока да си направите едно убаво и удобно место за живење во кое ќе уживате во секој дел од денот. Ви благодарам што бевте со нас тука. Од тука се префрлуваме на Инстаграм, таму имаме кратки, информативни, едукативни видеа скоро секој ден, каде што ви помагаме да го редите вашиот простор. А тука повторно следната недела во истото ова време. Недела 9 часот и 30 минути на Алфа. Се гледаме. Пријатно за сега.